да завршиш побрзо и да бидеш подобар од вчера што си бил. Ако не украдеш и направиш, и секој има лош ден, да се разбереме. Ако имаш лош ден, ќе бидеш изморен, пак си се појавил, си изработил и си дал пак се од себе. Си дал 100% од тој ден колку посто си имал. Ако си имал 69, си дал 69, ако си имал 80, си дал 80. Тоа е најбитно, суштина. Анатолий, како си? Одлично. Да се подружиме малце и се направиме обед. Да, фала ти што одвои време, знам дека си многу зафатен со тренинзи, со припреми за доста работи. Сакав на почеток да почнеме со она прашање кој што на сите им го поставувам, што за тебе представува ментално здравје? Само извини на брзинка да кажам, јас фала што ме покани и секогаш гледам да најдам некое време за ваква дискусија интересна, кај што и баш можеме да даеме некое знаење и искуство на другите, да пренесеме. Ментално здравје, па колку што се грижиме, да речам, у денешно време и ме радува тоа за нашето физичко здравје, треба и да се погрижиме за менталното, дури побитно е, нели, поради тоа што со него контролираме се. Така да, што значи? Значи да си пред се стабилен за мене, позитивен, енергичен. Тоа некако гледам да го пренесам на сите со кои што работам, затоа што ако сме некако енергични, срекни во било што да правиме и уживаме во процесот, се некако иде полесно, поубаво. И гледам често да бидам тука за некој било кога и да го прашаме со твоето прво прашање што беше многу лесно и едноставно прашање, ама многу битно за сите, како си. Да. Значи гледам се случува на тренинг по 100 пати некој да прашам како си, на некои луѓе ми е дури чудно, добар сум, уживај, знаеш. Ама едноставно прашање може многу да промени и само тоа некој кој ќе те постави се чувствуваш подобро, посигурно, поубаво. Така ете со некои такви точки, многу обширна тема е, кажам, не можам да ја објаснам онака, ама еве некако така можам да кажам и со примери некои па сега да видиме како. Да. Па не, и самата идеја позади името, како си, тоа да пишува и не само кај нас, тоа на секој јазик мислам дека е така. Она е баш тоа прашање кое што се видиме, како си, добро, што правиш, ајде се видиме утре. Ама да осмениме тоа како ние размислуваме кога некој ќе те праша како си и што ќе им одговориме. И затоа уште од старт се мислевме како име, што име, нешто интересно и како се испадна она го слушаме секој ден. Никош не размислуваме за тоа. Тоа, да му даваме значење, бидејќи на крај на ден многу е важно како сме. Апсолутно. Не можеме ништо да правиме од трчање до фитнес, до спорт, до ништо, ако не сме добри. Сега да те прашам на самиот почеток, како твојата работа, бидејќи работиш со доста луѓе, работиш со доста различни видови на луѓе, ги спремаш за различни работи, не си само и со фитнесот, туку и спорт и кошарка. Како тоа влијае врз твоето ментално здравје? Па, во суштина мене ме исполнува некогаш, знаеш, гледам, ме мотивира и ме исполнува и јас нешто да се спремам и секогаш гледам по некој таков пример да се водам и ме дополнува некако, ми дава дополнителна енергија, ми дава дополнителна сила, како не ме троши. Некои тренери пример ќе речат дека и стварно некогаш е стварно тешко на секој му доаѓа да речеме до тука некогаш со работата, ако имаш посебно повеќе обврски во некој краток период. А мене некако ми исполнува тоа и ми дава дополнителен мотив, енергија и јас нешто да направам, да се спремам или да се посветам малце повеќе кон нивното спремање, така да ме исполнува во секој случај, затоа секогаш го викам и го тврдам тоа дека си ја сакам многу и работата и се до тоа, не ми е тешко, можам цел ден од сабајле до вечер да имам тренинзи, убаво ми доаѓа, ме исполнува, нешто ме пуни. Како наоѓаш време измеѓу за самиот себе? Дали тоа ќе биде некоја физичка активност или нешто што правиш чисто да, не знам, да искочиш надвор да биеш со луѓе. Како наоѓаш тоа време? Бидејќи реално твојата работа е напорна, не само од физички аспект, туку и со луѓе. Сите што работат со луѓе знаат како е. Да, те троши, те собере, како што зборевме дека сакам тренингот не го гледам само како да му биде, знаеш, да дојде да се истроши, да извежба ова, туку да биде исполнет со убава енергија, со добра атмосфера, со забавно да биде. И сега за тоа да се случи јас треба многу да дам енергија. И ако свесен сум дека ако црпам цел ден и ако имам многу тренинзи, повеќе ми се троши така батеријата. И гледам затоа добро да го организирам тоа со распоред, со организација, да имам некој распоред, исто и тренерите нови што ги спремаме, да речеме, за работата кај мене, никогаш не им дозволувам да имаат повеќе
од 4 максимум континуирани тренинзи, затоа што посебно кога си на почеток ти се црпи енергијата, ако сакам квалитетот да биде на високо ниво на секој тренинг, да нели, пошто ние работиме со групни тренинзи, сега треба да отидеш кај него, кај тебе, кај него и тоа се те троши. И ти сега, јас кога отворив теретаната, работев од 7 сабајле до 9 вечер на секој саат имав тренинг со луѓе. Значи од сабајле имаше пример 5-6 души, некогаш има 20 души, од сабајле до вечер. Тоа беше многу напорен период за мене, ама морав да го отворам, да го направам. И тука исто сватив као треба да кога некој станува посебно тренер, почеток му е и мора да направиме некоја пауза пошто квалитетот ќе се намали, ќе падне, ме сваѓаш и зашто некој да го трпи тоа, треба на секој да му ја даеш истата енергија. Така да им давам 3 тренинзи, па да имаат можеби пауза, па да имаат пак тренинг или максимум 3-4 на ден во истиот период за да ја држат енергијата на високо ниво. Како е тој период кога почнуваш? Еве, например, спомна отварање теретана. Не само како почетоци како тренер, буквално ти си тој кој што го формира се тоа. Какви се тие почетоци, како тоа влијаеше врз самиот тебе на некое ментално ниво? Така. Па види, тие работи ги мислам вака. Не се толку тешки за мене, туку за луѓето блиските околу мене, затоа што жртвувам многу од времето и пред се и кога ќе завршам јас со целиот ден, после тоа јас кога ќе отидам дома, јас сум со low battery. Ме сваѓаш и сега некој друг реално не ме доживува така. И си да си викате и види човеков е многу позитивен, енергичен и се тоа, ама ако цел ден го правиш тоа и ја даваш енергијата на крај, не можеш да ја даеш на некој близок, ме сваѓаш. Тука е тоа посветување што некогаш се случува во тој период, нели, и по некој од идолите што си ги имаме као Коби Брајант, кој што го кажува исто дека жртва е, голема жртва е. И тој период за мене беше голема жртва за да посветам внимание, енергија на нив. И за мене не беше толку тешко, ја ќе се изморам, да, така е, ама пак ја кажам, кога ќе размислам за другите, блиските мои околу мене, да, они се тие што го осеќаат тоа уствари. И не им е убаво, нели, сакаат и они со мене напоменат време, да правиме нешто, а јас едва чекам да дојдам дома и да си легнам. Пошто рачуне доаѓам у 9 и сабајле у 7 ме чека истото. Да. Така да. Секој ден. Да. Така беше почеток. Тоа е интересно, кај што еве ја некоја година, 1-2 години поминав поинтензивно, не отворив теретана или отворив свој клуб, ама како помошник тренер, поготово со млади категории и нема ти кога ќе влезеш у сала, за мене тоа беше од 3 сат попладне со деца, па после со една селекција со две ќе помагаш со на крај доаѓа 11-12, ти си дома и идеш, не можеш да функционираш понатак. И тоаш мислам сватив после таа цела година. Еве, ја бар за мене, сватив, мора нешто по... Бидејќи, мене, тоа се шалам со сите, мене диетата ми беше кока-кола, хамбургери, гиро и пица. И тоа беше 24/7, цела година. И после сваѓа, што може да направам, ја почнав да трчам. Тоа мене ми помогна. Така. Кога ти свати дека или валјда тоа доаѓа со самото растење на теретаната, ама кога свати дека мора малце да поднамалиш тоа што спомнуваш сега за 3 до 4 минимум, тоест максимум тренинзи во низа или на ден. Кога тоа момент за тебе дојде? Па, знаеш како, знаев дека тоа ќе биде период. Од почеток кога креираш нешто, правиш некој план за long run. И сега јас знаев дека тоа треба да биде период за да го отворам, за да ги научам некои работи самите луѓе што ќе дојдат вежбачите и јас бев тој што е креаторот, нели, на сето тоа и на тренизите и на програмите и јас мораше да бидам тука на почетокот. И имав некој план, тоа траеше неколку месеци, додека обучував партнерот мој за да работи како тренер, па после за да имам уште еден тренер. Не траеше долго, неколку месеци, ама тоа ми беше испланирано уште од почетокот, знаев дека ќе морам да го направам тоа, ме сваѓаш. А да седиш така подолг период нема шанси, не можеш да издржиш едноставно. Тешко е, стварно е тешко и еве како што викаш, ја немав време да се посветам на својот тренинг или нешто што мене ментално ќе ме направи појак, пошто јас го гледам и вежбањето и трчањето, стварно не ќе да трчам. Искрено кажам, уште не ќе ме трчам. Не ми е убаво, не ми е интересно. Ама знам дека тоа ќе ме направи појак, затоа што не го сакам, не ми е убаво. И тие работи кога ќе ги направиме, кога ќе скочиме од таа комфортна зона, тие те подобруваат ментално да си појак и ќе се чувствуваш побаво и ќе бидеш горд на сам себе си, ме сваѓаш. И нема време за тие работи. И нема како да имаш време, али ја правиш таа жртва со некој план, можеш да се организираш добро и после некој месец се поделив на пола, беше 6-7 сати, тука веќе малце простор имаш. Чувствува. Можеш да извежбаш, можеш да направиш нешто и ќе се осеќаш многу боле во секој случај.
Али ако е некоја жртва и ако нешто вреди, се исплати, треба да се направи тој период и треба секој да го почувствува тој период, да види како е таа мака баш, али не може да биде за долг период. Не може, пошто бурнаут и тоа што спомна на почетокот, едно што бурнаут е стварно вистински се случува многу често, поготово нештото што ти го работиш, а и плюс самиот спомна, кога нема да биде квалитет, тренинзите нема и нема ни да успееш у тоа што сакаш, бидејќи луѓето ќе го приметат тоа, не можеш ти нешто да даеш ако го немаш сам во себе. Знаеш како ќе ти се намали и самата веќе ако ти толку многу го правиш секој ден, тебе веќе желбата колку и да сакаш својата работа, желбата ќе ти се намали. Не може, не може ќе ти дојде до тука и ќе си речеш чекај, не можам веќе, ми треба пауза. Така да мора со план, со акција, со организација некоја добра да се отствари се до тоа. Дали тебе ти помага, бидејќи еве исто си кондиционен тренер и во кошаркарски прволигаш чаер, дали тоа тебе ти помага да не го изгубиш тој жар за работата што имаш и за самиот себе, да можеш да функционираш подобро со тоа што може би малце го делиш времето на неколку различни места, ама дали ти помага или колку ти помага да можеш да живееш малце побалансиран живот? Многу. Искрено, нешто се осеќаш по-слободно пред се. Можеш да го организираш времето, можам да дојам на подкаст, можам да... Пак ме не исполне денот, ме свегаш, ама сум многу пофлексибилен. Можам да адаптирам, ќе направиме смени, ќе се договориме ова, тоа. И кога си пофлексибилен, кога си адаптираш некои работи и ти како сакаш ќе си ги наместиш, се чувствуваш по-слободно. Слобода е најбитна работа што некој човек може да има у светот реално, така да се до тоа го преме за да бидеме по-слободни. Пак ме не исполне денот, ама се осеќам слободно и сега сум вамо на подкаст, сега ќе си набрам тренинг, сега ќе имам друг тренинг, која се до тоа пословно поорганизирано, многу побаво се чувствуваш, имам време, куќето си го проштам на рад како што треба убаво, тие работи ти исполнуваат, нели тие мали нешта, со девојчето имам време да отидам да јадеме нешто да правиме. Мора на крајот од денот да мислиме и на блиските, како што кажав, затоа што они ни се најбитни реално, кога ќе се сгусти и се до тоа, и мора да ги мислиме нив, да ги почитуваме нивното време, да го почитуваме и многу помага во секој случај. Сакам да се навратиме малце барем на твоите почетоци. Од каде пасијата за ова што работиш сега и како самиот имаш започнато да биеш во некој овој свет и за да дојдеме до тоа зошто вака размислуваш или зошто вака го живее својот живот. Така. Па види, бев многу заљубен во кошарка, иако почнав касно да играм кошарка, на некои 15 години сам почнав да играм кошарка, тоа е релативно касно, кој знае дека тренираат децата од 6-7 години. Јас бев каратист, знаеш, мајка ми ме тераше карате, не може да играш друго, ништо не може да правиш, кидеш карате, ќе тренираш. И тоа го правев она без љубов скроз, пошто бев дете и као не е актуелен спорт, реално карате, на никој не му е интересно, ама ајде, кидам. И на 15 години почнав сам да си тренирам кошарка, да си правам некои такви работи и тамо на кај 18 почнав прв пат да играм, а пред тоа све сам правев. И уште од тогаш, знаеш, имав некои идоли, ете така ќе речам од Америка, си гледав на интернет све, имав некои идоли што напорно работеа и сето тоа. И бев као чекај, ја треба да работам напорно за да успеам во нешто. Го имав некако тој менталитет. А може и самиот живот кој што ме носел низ различни патишта, пошто тие периоди не ни беа најсјајни, искрено ќе кажам, ме свегаш, имавме некои проблеми. Израснав сум без татко, со мајка ми ме израсна и мене и сестра ми, она не израсна баш како што треба. Не осеќав никаква дупка, не осеќав ни еднаш да речам татко, што е тоа, никогаш, буквално. И во тој период, тогаш кога се боревме со некоја болест на мајка ми и ги осетив тие тешки работи, и се осетив као, чекај, ја треба да направам нешто напорно, да работам напорно за да стигнам до нешто, као не може туку така нешто да е, пошто гледав мајка ми као се бореше за нешто друго, ме сваѓаш. И од тогаш тргна тоа. Сега јас сакав кошарка и знаеш си викаш не можам без кошарка, никога нема шанси, ама се повредив, скинав лигаменти на коленото, тоа се беше затоа што многу стрес, многу напорно, не знаев како, тука не знаеш, цел ден тренинзи, цел ден. И тука кога заврши тоа, сватив на крајот од денот дека нема да биде кошаркава, тоа што требаше да биде, ама имав еден многу интересен, знаеш кога јам почнато, бев запишан на физкултурно факултетот. И са моето име уникатно реално, Анатоли. Не знам, има уште еден што имам запознаето јас во Македонија. И некој девојче гледа, им кажале тамо и се бара некој тренер за групни тренинзи да прави, а и види вика некој другар од факултет најди и она беше запишана на факултетот. И добро, важи.
И гледала по списокот, тамо гледала и менја све некој и вика, че, ој Анатоли, ај овој ќе му се јава. И ми се јава, ја тогаш кошарка не играв зашто уште се операвав, 2-3 пати искинав лигаменти и работев во кафич кога да направам некој денар, нели. И ми се јава, ми вика, абе, сакаш ли групни тренинзи? Викам, јас си вежбам, знаеш, за мене во теретана, за да се подобрам, што викам, ајде ќе пробаме што, фитнес. И така пробав, еднаш, 2 пати, отидов во Playfit Move, се викаше местото, и така почнав да работам. И знаеш како сватив, си викам, чекај малце, јас можам да пробам, да ги спремам идните генерации, што помалку да имаат повреди, за да не треба да се откажат од тоа што го сакаат да го прават. И најдов начин преку нешто дека можам да им помогнам, да што помалце повреди има и да имаат побав перформанс, за да можат да успеат. И така дое мојата љубов во тоа и знаеш, помагам на луѓе и многу ми е убаво, пошто им носиш некоја позитива, некоја помош. Да. Така беше старта. И после тоа го спои со кошарка, да? Да. Па знаеш, има тренери што си имаат свој спорт. Мене спортот ми е, јас сум играл фудбал многу исто, премногу сум играл фудбал, ама не сум бил во тие професионални води толку, ме сваѓаш до толку. И сега си го споив тоа со кошарката затоа што кога ги знаеш тие движења, самите тие, можам му со самото загревање да им дам некои вежби специфични за кошарка, пример за фудбал, не можам да им дам, ме сваѓаш. Можам да работам физички, да ги спремам, ама не е тоа вака кога си го знам спортот со сите негови потреби. Да. И така се спои со кошарката. Прв клуб ми беше Водна Санс, како и ти беше нели Водна Санс. Работев со младинците и со втора лига. И супер работевме, све беше топ, си работевме у тоа сопчето горе, немавме нека специјална теретана. Да, Корчаген. Побаво е кога ќе имаш теретана и имав некој таков план да работиме у теретана, ама после тоа различни патишта и почнав со мојата теретана ја отворив и така цепам ден денеска. Да, колку е поразлично бидејќи спомна еве и Васко тоа го праша претходниот пат кога зборавме и он тој момент баш го спомна младенска во сениорска кошарка премин колку е само проблем. Сега да те прашам бидејќи спомна дека работеш и со младенци, так. Си работел, верувам дека уште имаш деца кои што тренираат кај тебе, а и плюс сениори, професионалци. Колку е таа разлика голема и колку е важно да се посвети внимание токму на овој елемент на кој што ти сакаш и ти го работиш тоа, поготово кога си помлад, за да можеш да зајакнеш, да не доеш, да не ги доживееш тие повреди, па кога преминуваш од кога играш уште со твои вршници, следна година си со Војдан Стојановски или не знам, професионалци од прва лига. Па има разлика апсолутно во спремањето на младенци и спремањето на сениори. Се зависи од тоа кој во која ние си ја викаме таа има и тренинг години. Знаеш колку време поминал во weight room и такви работи. Кога работиш со младинци, пак има и таму разлика, пошто денешно време е добро што почнуваат од млади. Знаеш, кај нас се уште постои митот и уште кај многу луѓе дека ако многу раго почнеш да вежбаш уопшто и плюс ако вежбаш со некои додатни тежини дека нема да пораснеш и сето тоа, полека се менува тоа. Јас имам многу примери кај деца што не се случило тоа, ако се е прогресивно планирано, програмирано и гледам дека таа култура се менува и сега почнуваат од млади од 12-13 години да работат како што треба, да се едуцираат и да вежбаат. Така да и таму има некоја разлика, да може да има разлика од нели М14 и М18, пак самото развивање до каде е развиен и сето тоа. Младинците нели се уште се во раст, развиваат и има разлика во програмирањето и сакаш на почетокот некои основи да ги научиш, да видиш кај има. Они можат во суштина се да прават, буквално можат се да прават, пошто се уште не е поминале низ голем стрес, низ години нели на трчање, вежбање, што не. Кога ќе дое некој сениор како не знам Дамјан Војдан или па ќе дое некој Бојан Крстевски 30 кусур години, висок човек што поминал низ толку години трчање и сето тоа, не можеш да му даеш исто или било што, ме сваѓаш. Треба прво да видиш како работи, како делува, различни тестирања, се различни батерија на тестови, да видиш до кај што е консултација со него, многу е битно да се разговара со твоите клиенти и онда ти каже нели искуство и сето тоа што нешто да. Така да би кажал дека е голема разликата, треба да се има посебно програмирање, посебно правење на сите работи, а околу комуникација, да речем, пошто многу тренери имаат пример проблем во транзицијата заради авторитет. Ме сваѓаш дека ќе дојде и сега јас пак кога ќе отстигнам во некој клуб, пак сум меѓу помладите. Знаеш, ќе дојдат многу постари од мене, ама некако како ќе се поставиш од почетокот, пошто јас сум секогаш професионален. Јас имам дел каде што
сакам да бидам као пријател према нив, да се осеќаат дека можат се да ми кажат, знаеш, и да си направиме муабет и се ама пак ја поставам таа граница, кога работиме. Не сваѓаш? И сега ако ти ја поставиш таа граница уште на почетокот, ти покажеш професионалност и дисциплина, дека тука си да работиш и стварно да работиш, а не зезанци, мислам дека одма ќе го сватат они тоа. Ја денеска сум немал никаков проблем со било кој сениор за работа, пошто гледа дека јас сум тука стварно стаен за да работам и не да се зезаме. Да, зезање ќе си има простор за тоа во некој друг дел, ама кога работиме. Така да најбитно е уште од почетокот да се покаже авторитет и став. А ако тоа го направиш уште од почетокот, ќе бидеш многу подобар. Ако се поставиш другарски или не знам вака или со малку страф, ако покажеш нема, колку и да има, ти имај почит према секој, ама не се плаши од никој. Па стои на своето, ти си стаен тука ради некоја причина и треба да си веруваш во себе и да си го поставиш своето и да си тераш така и ќе немаш никаков проблем. Со деца е друго, нели, сепак деца се деца, ама пак не треба нели да им се однесуваме на деца да се пак биди со нив со истиот однос, професионален однос и они ќе ти вратат многу љубов. Да, па тоа е да се најде тој баланс, бидејќи пак кога си тренер, поготово не е ти може да имаш знаење и најчесто ја мислам дека некојаш тренерите кои имаат премногу знаење, ама не знаат да го комуницираат тоа. Као педагог си, да. Многу е важно и поготово кога се работи со деца, па и со професионалци, многу е важно да допреш до нив. Комуникацијата, така. Тоа, као човека, после тоа, ако има знаење, многу полесно ќе можеш да им го покажеш тоа и они ќе ти дадат повеќе шанса. И ако не ти дадат шанса, џабе знаење имаш. Да, ама се е во комуникацијата, како што спомна и јас, ни самиот тренинг може милион прашања ќе поставам, сакаш и додека вежбаме, додека работиме, се е во комуникацијата, ако зборуваш ги прашаш за многу работи и они гледаат дека се интересираш за сите тие работи. Тука ќе сватат, ќе си речат, чекај, ова е добро, друго нешто е, дај да видиме, да изработиме, така да се е во комуникацијата. Ако имаш добра комуникација, ја поставиш таа, немаш проблем на така, проблем. Колку е поразлично кога си еден на еден и у групен сетинг? Види, треба да имаш многу енергија, зашто ние, целта уствари нас на групниот сетинг, ние као луѓе ќе добиете како индивидуален approach, ама цените ќе бидат за групен сетинг, пошто да бидеме реални, посебно од денешно време, индивидуален тренинг е скапо, не може секој да си го приушти тоа. А јас сакав да допрам до што повеќе луѓе, да ги подобриме, и да добијат таков пристап, ама да не биде многу скапо, така ќе стигнеме до повеќе луѓе, ме разбираш. Не беше нешто многу познато кај нас, имаше едно студио теретана пред тоа, пошто јас кога работев во првото место имавме групи, пример од 4 до 5 ќе вежбаме една група, од 5 до 6 друга и така. И еден тренинг, пример. Тоа е само функционален, веќе го наречеме тој. И сега кога почнав во едно друго место, каде што бев главен тренер, таму се креирав, да речеме, заедно со газдарицата, имавме различни тренинзи низ цел ден, на секој саат. И сега ти пример, си флексибилен со време, можеш да дојдеш и викаш, у 7 саат, можам у 7 ќе дам, утре можам у 12, у 12 ќе дам. Тоа е еден, нели ти кој имаш индивидуален тренер се договарате, тренеру можеме утре у 12:1. Ова е некој сличен таков принцип затоа што ти си бираш кога сакаш да дојдеш, има ли поубаво тоа, ме сваќаш. А пак имаш некој што ќе ти седи над глава, ќе ти покажува, ќе ти објаснува. Он мора да сврти круг зашто се повеќе луѓе, ама ако има некоја грешка кај тебе или треба некоја помош, он е тука да ти покаже и да ти помогне. Така да тоа беше главната цел. Разликата е во тоа што ти треба многу повеќе енергија, нели, за да стигнеш до сите луѓе, да им покажеш, да им објасниш. Да, кога си ти индивидуален тренинг, секако дека има многу добра страна од тоа што јас конкретно за тебе ќе направам план некој, ме разбираш. Во групниот сетинг е тој тренинг, ама па постојат прогресии и регресии. Слушај, ме боли коленово, окей, нема проблем, ќе смениме оваа вежба, ќе ти даеме друга, да направиме адаптација, па на така ќе прогресираме кон оваа вежба. Постои тоа, нема никаков проблем за тоа. А на индивидуален тренинг, тренерот прави тестови на тебе, можеби или и да не прави, можеби си вика, вака, сакам ова, тоа. Добро, ќе направиме програма за тоа. Тоа е главната разлика и тоа што ти можеш да му броиш, да не краде. Што луѓе во тоа приметувам и имам правено експерименти, дека многу сакаат да крадат, многу. И тоа е најглавната разлика, верувам. Тоа мене секогаш размислувам дека ако крадеш ти поготово у ваков некој момент кај што ти идеш за себе у теретана, плаќаш и која е целта, дека ти сам себе само од себе крадеш. Сам се крадеш. Его, 90% е его. Да. Тоа е, јас го испитувам, баш го правам тоа и знаеш, кога ќе им даеш некој тренинг каде што има тайм кеп некој,
Пример, правите, не знам, 20 брпиња, 20 згибови, 20 склекови, 20 чучеви, кој најбрзо заврши, ќе напишеме време, ќе видиме и тука се случува најголемото крадење. Да, јас имам камери у теретана и многу пати, знаеш, самото тоа нема да ми биде јасно никогаш. Пример, ти доаѓаш, ни вежбаме ние четворица и сега ти завршуваш прв. Никој не ти брал, викаш дека си завршил прв. И така, знаеш, се јачаш, се силиш и викаш, јас прв завршив. А у себе знаеш дека си украл. Не можеш да имаш сатисфакција така. Да не украдеш па да завршиш прв, браво. И самиот тој верувам ќе дојде ќе ти рече браво, секоја чест. И така се случувало често, ја ќе видам на камерите пример, пошто таков сум, сакам да видам, пошто прво и знаеш као тренер знаеш кој колку може. Ти ги знаеш тие работи кога си тренер на некој. И сега гледам дека украле многу пример. И уште се чудам која е таа сатисфакција ти да се осеќаш јако кога си украл. Нема, боле изработи го тоа што треба, како што треба и биди горд дека си завршил нешто, а понатаму ќе стигне по-добро прогресот. Вака нема прогрес. Не, ја тоа пред некое време гледав некое видео за луѓе кои што трчале маратони, кои што на крај испало дека, не знам, пробале да изгледаат многу го знаеш? Да, тој е еден од нив. Илјадници луѓе скратиле нешто направиле. И плюс, нели, други некои. И освен, например, ако не си професионалец, кој што се надпреварува и буквално го спринта маратона, како Дарио, или, не знам, ред други кои што се стварно, тоа име, од тоа живеат. Тоа е животот нивни, да. Ја, например, кога трчам, мене ми е целта сам против себе да идам, да видам колку можам. Никогаш нема да ми биде јасно зашто некој ќе фати некоја кривина, нели? Тоа посебно на маратон, а јас следно како пример ќе ти го дадев дека ти на маратон кога ќе идеш не можеш да украдеш, можеш, ама дисквалификација ќе добиеш одма. И тоа ќе се види, ќе биде познато, као ете тој маратонот у Мексико. Маратонот реално луѓе што се пријавуваат, рачунем по 7000 луѓе се пријавуваат, и знаат дека нема победа. Они се пријавуваат, знаат дека нема победа, ама тука е таа борба сам со себе, као што го викаме тоа од вчера и сега ти ако преходниот пат добро е прв ти е, гледаш да завршиш. Секогаш нешто што ти е прво гледаш да го завршиш. А после второто гледаш да си го подобриш тоа првото. Да, многу е важно, мене највеќе барем тоа ми помогна, веќе ја никогаш не сум сакал трчање кој што спомна ти. Сега веќе сум целосно, као боден, hooked, ама најпривлечно ми беше тоа што можем јас сам да си ги поставам целите. Прва цел секогаш ми е да завршам, без разлика дали ќе биде тренинг, дали ќе биде трка, дали ќе биде на 5, на 10, 15, 21, и после тоа нели ги имаш тие цели, окей. Трчам сега маратон, сакам под 4 сати. Ако не успеам по 4, минимум 4,5 или 4,10. Ама прва цел секогаш ми е да завршам, бидејќи тоа валјда доаѓа и со причините зашто ги правиме работите. Ако имаме некоја нездрава причина зашто сакаме да направиме, па и ќе украдеме некоја минута, две или нешто ќе направиме. Ама кога знаеме зашто ги правиме, многу полесно. Тоа е чудна работа, ти викам, пак луѓе што доаѓаат да вежбаат и плаќаат, како што спомнавме, и верувам дека главната цел нив им е и естетски причини, многу сакаат нели ради изгледа идат, него гледаат оној bigger picture кај што треба за здравието нели да идеме. И само до тоа ако има енергија друштво и ради друштво и се дода и сега во тој групен сетинг колку е добро тоа, толку е лошо. Многу е добро што имаш групен сетинг и те мотивира, некој ќе видиш едниот работи, овој тренира, чекај јас да работам. Мотивација е, а од друга страна пак ќе те натера да крајаш зашто ќе речеш види овој, не може он пред мене да заврши и ќе си украдеш тука за да завршиш пред него. Ама тотално непотребно. Пак колку и да си во тој групен сетинг, пак тренингот ти го правиш за тебе и е борба против тебе. Да завршиш побрзо и да бидеш подобар од вчера што си бил. Ако не украдеш и направиш, и секој има лош ден, да се разбереме. Ако имаш лош ден, ќе бидеш изморен, пак си се појавил, си изработил и си дал пак се од себе. Си дал 100% од тој ден колку посто си имал. Ако си имал 69, си дал 69, ако си имал 80, си дал 80. Тоа е најбитно во суштина, а не да бидеш боле, не знам, од 5 кој Јанко таму. Да, не, тоа е и мислам дека на крај на денот пак доаѓа до тоа како ги сваќаме работите. Зошто го имаме, зошто го правам едното, а не другото, зошто се ние збориме за ментално здравје, а не збориме за не знам, филмови за фитнес, за спорт или спортски филм. Сега да те прашам, пошто ова го спомна па ми текна. Да, групниот сетинг е некојаш многу подобар бидејќи е мотивација за тебе, ама што е со на другата страна кај што еве ја на пример секогаш
една од причините зашто не сум сакал да истрчам, малце Срам те. па и срам, ама и не сум доволно брз, па се ако се натпреварувам. И така, например, ако иде некој теретана и гледа сите како вежбаат, и сега кај ја ќе крам тегови, гледа го колку хрева. Како да се победи, да се убедиме дека тоа уствари не е битно и да се посветиме на себе? Има улога тука околината околу тој дел. Кај нас, пример, има многу стари, млади, ме сваѓаш, и сега кога ќе дојде некој постар член ќе си вика: чекај бе, ја кај ќе вежбам со овие деца, со млади, бе, види, не ме заба и срам ми е, или ја не можам ова вежба да ја правам или се до тоа. Да, најлесно е да им кажеш, нели, абе, не треба да се замараш со ништо, гледај си го ти своето. Ама вака тие некои работи како групен сетинг, кога има тренер кој што некој води контрола, ти кога ќе отидеш во теретана немаш контрола реално, ме сваќаш, одиш и сам си тераш што сакаш, како сакаш. Вака кога некој води контрола, имаш повеќе сигурност и сега ти треба да дојде тренерот или кој да е таму као хост, одма кој ќе дојде некој да му рече: не секире, живеј. Тука сме ние за тоа, имаме секакви, имаме вакви, имаме такви, за све може да се смени, да се адаптира. Ти да му ја даеш таа сигурност, многу полесно ќе му биде, ќе ти верува тебе пред се, и тука ќе започне. И он кога ќе почне 1, 2 тренинзи малце да се ухода му треба, после тоа немаш гајле. И сега пак е тука околу околината, јас искрено ќе ти кажам, гледам да имаме таква енергија позитивна и да имаме контрола некоја. Не сакам сега да дојде некој да се понашајме, да речам, на таков начин. Секогаш гледаме да ги смениме односите на луѓето и во тој аспект ме сваѓаш да му речеме: чекај, ако некој му е тешко или не може, помогни му, покажи му, научи го, ме сваѓаш, а не да биде да му кажеш: еј, види, јас не можам. Не мора да го кажеш тоа, и со самото твое однесување може да се види. Така да гледаме околината да ја подобриме во глобала. И кога ќе се ухода, одма се осеќа побаво, се осеќа подобро, и што викаш, после тоа нема да се замара, онако ќе влезе у ритмот, не се замара. Еве ти сега колку побрз има од тебе и од мене? Милион. Небитно тоа. Ама околината е добра. Да. И во трчачката околина и култура има култура и знаеш, те поддржуваат, сите се смеат. Чек, ја мислам дека тоа што ме направи да трчам, и мислам дека цел живот после ова ќе трчам, е месец дена од кога почнав да трчам, пошто ја почнав со спремање, викам ајде си дам една година, ќе истрчам полумаратон, а после тоа ќе видиме. Не знам како ќе биде секако. Да. Месец дена после тоа беше Скопски маратон. Викам ајде се примам 5 километри ќе истрчам. И истрчав супер, 23:14 мислам беше, најбрзо тоа што сум истрчал на 5 километри. И после тоа бидејќи имав, знаев луѓе кои што трчаат полумаратон, дека ајде ќе останам со сите, пошто многу луѓе, Скопски маратон мислам дека е предобра манифестација која што секоја година е предобра. И сега ги гледам луѓе како завршуваат, јас сум емотивен, ја не ги познам тие што завршуваат. Ама како да ги познаеш? Ама како да ги познаеш, се ракоплескаш, викаш по нив, и емотивен сум до тој степен да почна да ми се плаче. Ја гледам луѓе како завршуваат, не ги знам. И поготово сега твоите кога ќе завршат, уште толку ти е. И тој настан Скопски, тоа ме купи за цел живот. Кај што, не знам, од тоа сум трчал и у Охрид трчав, таму го истрчав и полумаратонот, кај што предобро трчаш по Кеј, Охридско езеро, многу луѓе, убава атмосфера. Да. И башка, пред некој месец у Кичево истрчав 5 километри. Која би идол у Кичево, например, да видам како град. Ама убаво е таа некоја атмосфера која што ти прави да се чувствуваш и на голем настан, како што е Скопски, и на мала трга, како што е Кичево, или како што е голем дел се од малите трги кои што се случуваат насекаде, заедницата. Може не се знаеме сите, ама кога гледаме дека некој завршува, сите и водно матка пред некој ден, кај што ја 6 сати трчам, и на крај кога последните, не знам, 100 метри гледаш колку луѓе само ракоплескаат за тебе и ти викаат. Да, те подарат. Таа култура треба сите луѓе да гледаат, да ја сменат, да ја подобрат, и гледам дека се подобра. И на Скопски маратон може на почетокот сме немале многу луѓе по улиците каде што мотивирале, давале поддршка. Сега оваа година ние бевме од теретана, имав колку 100 члена имав, мислам дека се натпреварував со банките таму за кои има највише. И
ја осеќаа таа нешто, на никој не му се трча, никој нека се спрема за трка. Никој случај кога ќе им кажам јас се собирам неделно, не бе. Ама кога ќе дојдам на трката, кога ќе осетат таа убава енергија, луѓе има, фешта има, сите се чувствуваат многу побои, ми се трча и убаво им е, ме разбираш, така да ја подобриме околината, да ја подобриме заедницата и затоа викам, кај нас кога ќе дојде некој така ќе се осети. И би било топ да е во секоја друга теретана или било како да е така. Да му даеш ти од почетокот самодоверба некоја дека уживај, све ќе средиме, ќе биде топ, ти супер што си дошла, се остај на нас и ќе биде све како што треба. Да, ама тешко се стигнува. Првиот чекор само е битен, да се дојде до негде. Тука пак околината, брат, сестра, мајка, татко да те мотивира да ти каже, ај ќе отидеме нешто. Ја така гледам пак трчање, бидејќи има луѓе кои што околу мене, на пример на Strava, како апликација, и не ми помага кога ќе ставам некој, кога сум завршил workout, гледам и други кои што завршиле, што ги знам, што се гледаме секојдневно и ќе збориме за видо дека си издржал 5 километри, како беше или ќе дискутираш, кога ќе можеш па не знам, еднаш у месец да искочиш заедно да истрчате на кеј или поводно или било кај. Тоа ти многу помага за да ти после тоа самостојно идеш и сам го направиш тоа. Од најмали, нели, работи кај што, не знам, пешачење, качување поводно, па до трчање маратони и ултрамаратони или не знам некои надпреварувања у било кој спорт. Тие се некој како side benefit, знаеш, како добиваш друштво, заедница, ете што зборевме, ќе се запознаеш вака, така ќе смениш контакти, бизнис може некој ќе искочи нешто. Многу опции има тука околу, а уствари главната слика е дека ти правиш нешто за твоето здравје, за ментално здравје, за физичко здравје, за longevity и сето тоа, ме сваќаш така. Многу има side benefits околу ова сето. Да, сега да те прашам баш за овој дел, колку гледаш разлика кај тебе, бидејќи работиш со доста луѓе цело време, колку гледаш разлика во нивното и однесување и ментално здравје кога доаѓаат на почесто, кога се кога ги прават тренинзите и да се појавуваат нон-стоп, колкава е разликата помеѓу тоа и некој ако го гледаш еднаш од неколку месеци у поглед на ментално здравје, на однесување, на расположение, на како тие се чувствуваат? Во секој случај ти дава самодоверба. Тоа е некој прв бенефит, пошто никој не ретко кој се раѓа со некоја самодоверба или треба да си, не знам, благословен, да речеме со некои ствари, па да имаш многу висока самодоверба. 90% од луѓето што ги знам немаат висока самодоверба и таа доаѓа со пракса на нешто. Сега една од причините, да бидеме реални е, прво ти естетски како изгледаш, ме сваќаш, не мора да си нешто вау, ама кога ќе почнеш да вежбаш, од страна ќе си доаѓа тие пак ќе кажам некој side benefits, кога ти ќе изгледаш поубаво, покомфортно, ќе се осеќаш во своето тело. И тука ти доаѓа самодоверба за било кои други работи. Многу луѓе, како да ти кажам, многу, и тоа мене ме радува, тоа мене ме полни, ме исполнува, кога ќе ми речат, буквално фала што постоите, многу ми убаво, знаеш, ќе дојде на тренинг, ќе се испука, ќе се осеќа многу поенергичен, се осеќа поисполнет, самодоверба има многу, како што спомнав, ќе има луѓе околу тука, ќе направи муабет, ќе се запознае, знаеш, и ја ги терам, пример, ако има некое загревање, нешто такво, им викам, бидете у двојки или у тројки, и да не се знаете, запознај се, знаеш, и ќе смените вежба тогаш. Тука исто гледам конекции се прават и тука, знаеш, се опушташ ти да си изгрчен, да си стегнат, ако на крај неќе да направи пак, јас им викам, ти си со тој, здраво миловие, така им викам буквално, и они ќе се запознаат, ќе се насмеат на тоа, и тука одма автоматски се опушта и полека следниот чекор сам ќе го земе кон тоа. Така да, еве како што викаш, некој што ќе дојде на почетокот ќе биде згрчен, стегнат, ама додека не осети нашата опуштеност и атмосфера, пошто ние стварно сме опуштени на тренинг, ќе си направиме што е пак професионално, ќе испукаме ние јак тренинг, ама ќе биде лабаво, ќе си направиме муабет, ќе си слушаме музика и се до тоа, и он као го сваќа тоа, као го гледа тоа, се опушта и сега некој ќе дојде на тренинг после 4-5 месеци и као другари сме сваќаш и со другите тука, веќе имаме ние заедница своја каде што има редовни членови. Мене тоа ми е мило, јас сакам да има редовни членови, нормално сакам и нови да има, ама сакам да имаме една екипица што е, знаеш, константна, што си го сака сето тоа и го почитува, го сака. Така да голема разлика, голема разлика. Како се убеди да почнеш да трчаш? И зошто? Бидејќи нели неретко се мисли дека едно е, например,
вежбање со трчање малце не иде, две различни работи. А и сам спомна, не уживаш во трчањето, ма како се убеди и кој е бенефитот кој што ти го виде од самото тоа? Искрено да ти кажам, не ми текнува како сум почнал. Знам дека пред некое време, одамна беше ова, уште на првото место кога работев, се кладев со еден вежбач тамо, што трчкал чат пат. И ја бев као, што е таа трчање? Долги дистанци сум мразел. Значи, никој пат не сум ни замислил. Сум бил као петка, нешто такво, ама брза петка, да ја сгазам. И тој ми викаше, уште тогаш го памтам, Дарио ми го спомнува, Дарио ќе ти дое. И ја од тие годините што ти кажав, што сум ги поминал на напорна работа и на нешто кога знам дека тука ако сум појак од било кој друг, пошто и ја и ти сме исти, што не дели ништо, зашто ти да можеш, ја да не можам. Така сум ги гледал многу од работите. И сега тогаш ме буцкаат, ми вика, тој Дарио ќе те изеде, што ти како викам, нема тој, викам, не е толку јако мене ментално и срцето, викам. Ама кога ќе искочиш и кога ќе трчаш, трчањето ќе те направи многу скромен човек, кога ти го ќе тестираш и ќе видиш што се случува уствари. Тогаш ми беше првата така петка и се разочарав многу, не знаеш, кога истрчав за 20 минути, а прво место беше 16. Тогаш ми беше некој старт, а првата голема трка ми беше полумаратон во Шпанија. Сестра ми живее во Шпанија. Како се натерав, искрено ќе ти кажам, денеска не знам за тој полумаратон да се пријавам. Поема на волја бев мотивиран од тие некои настани, пошто го пријавив, мислам дека као заврши Скопскиот маратон, таму трчав пак петка. Мислам дека тогаш се мотивирав од тие другите и се до тоа кога гледав и бев као дај да земам нешто малце појако, да покажам дека можеме и ние нешто појако да направиме. Пошто тие долгите дистанции на почетокот реално се ментална сила. Треба да издржиш, пошто и досадно е и тешко ќе ти биде. Ама можеш да го издржиш, нозете ќе одат. Дали сакаш ти оди, дали сакаш лази, ако тука си јак и издржиш тој притисокот и тоа внатрешниот глас што ќе ти вика доста лут ли си, што правиш? Зашто го правиме ова? Го правиме затоа што на крај кога ќе завршиш ќе видиш како што на почетокот кажав многу горд на себе, зашто си завршил нешто стварно тешко. Знаеш, маратон кога ќе истрчаш, мислам дека 1% од популацијата вкупно имаат и завршено маратон. А да не збориме па за времето. Просек е 4,5 сати, не знам. Ја завршив за 3,5 сати прв маратон. Така да треба да бидеш горд на себе дека си завршил нешто такво и ќе бидеш, кога ќе си речеш чекај ја што направив од тука до тетово истрчав. Стај го во таа перспектива и одма ќе речеш како и вау. Така да тоа е причината и друга причина сега што имам, секогаш сум сакал да бидам генерално атлета спремна за све. Као, да речеме, војниците, нели, треба да бидат спремни за се. Треба и во вода да се спремни, и на копно да се спремни, и било каде, они треба да се спремни за се. И секогаш порано барем било тоа некоја пример бил некој и треба да се спремен како војник, ме свегаш. И јас тоа го гледам кај мене така, сакам на се да бидам спремен, затоа сакам да спремам и триатлон некој, ама сакам и да креам тежини, да бидам силен, да бидам експлозивен, да играм кошарка, да бидам брз. Таа некој микс од сето тоа ми бил секогаш како идеална личност која што треба да ја представувам јас и да ги мотивирам и другите тоа да го прават. Тоа на крајот на денот, што сакаш самиот себе да постигнеш. Дали ќе биде тоа трчање, дали ќе биде кревање тегови, пливање, велосипед. Така. Има многу дисциплини. Кошарка, спортови милион. Многу е важно тој аспект. Последно нешто што сакам да направиме малце муавет, пак да се вратиме во кошарката. Мене ми се интересни самиот начин на кој што функционираат некои работи, поготово во една екипа. Сега знаеме како е Америка, кај што ти имаш, веќе не знам дали ги викаат strength and conditioning, сега е performance coach. Како кај нас тоа сега функционира, бидејќи ти си таму и колку тебе ти е работата физичка и колку е она ментален дел, ти не си сега некој професионално лице, не си терапевт или психијатар, ама колку ти и на тој начин им помагаш на играчите и колку е тоа важно да се има како склоп на некој на екипа, на еден стручен штаб. Така. Добро прашање многу, затоа што јас сум ја гледал секогаш таа улога во мене, како еден мотиватор, енерджайзер, како што ја рекле, нели? Голема грешка кај нас, претпоставам дека условите тоа го даваат така, немаме и во репрезентациите, јас кај што сум бил барем овие младинскиве, имам 20, имам 18 тие, немаме психолог. За кој што, нели, пошто
многу голем дел од нивната работа е ментална, посебно кога имаш некој притисок као представување на држава на некое повисоко ниво или кога играш плейоф, притисокот е на многу повисоко ниво и ти тука треба да си ментално спремен. И сега убаво е кога ќе имаш со некој да си направиш мовет, ете психолог, некој професионален кој што ќе направи мовет со тебе, ќе стигне подлабоко до тебе да се најде нешто проблем на некој да се реши и се тоа. И сега ние го немаме тоа во 90% од клубовите, едва имаме кондиционен тренер. Такви се условите, идеме на подобро, ама ќе видиме за колку време ќе треба и се до тоа. И јас сегаш сум гледал да бидам тој кој што ќе ги прави и тие работи, прво и за стресот да се менаџира и во контакт со тренерите, со другиот стручен штаб, да го менаџираме стресот, нели, да нема повреди, пак стрес, све е стрес, фамилија, дома, работа, тренизиите, физички стрес, све е тоа стрес. Да го менаџираме тој стрес за да прво не се случат повреди, ама и кога нема многу стрес, кога ќе се осеќаат подобро, побав перформанс ќе во секој случај. И сега, често пример, знам да користам некоја визуализација, каде што како се визуализираме, нели, сам во себе, како извршувам некој интересен, битен таск, не знам, или еве конкретно работиме back squat, да речеме, чучан, и викам, замислете се како оваа вежба ќе ти помогне да закуцаш, да скокнеш повисоко. Тие работи помагаат да се осеќаш подобро, фала Богу, и кога имаш некоја цел и знаеш зашто ја правиш вежбата, многу поефективно, поквалитетно ќе ја направиш. Визуализација треба да се користи често, ја порано се сеќам кога и тоа не е толку добро, кога си легнував цело време тоа го правев. Знаеш, си замислувам како ќе играм негде или како ќе успеам во нешто, а тоа е многу битно да се прави. Кога ти сам се гледаш себе дека тоа можеш да го направиш, тогаш стварно ќе веруваш дека можеш и ќе работиш напорно да стигнеш да го направиш. Да, ќе си дадеш повеќе шанса за да можеш да го направиш. Апсолутно, тоа е многу важно. Пред спиење не треба да се прави многу, затоа што некогаш такви интересни работи ќе ти го качат адреналинот, а качен адреналин не е добар за ефективен сон, така да пред спиење не се прави тоа во суштина, ама кога имаш некој тренинг или надпревар, некој кога треба да имаш и 2 сати пред тоа визуализирај се ти како погодуваш, како освојуваш, како го добиваш мечот и се тоа многу ќе ти помогне понатака. А кога ќе завршиме со некој тренинг, дали со тренинг, дали со надпревар, треба да го смириме се малце и срцето, и мозокот, од тие мисли и сето тоа, малце да стиснеме, знаеш, кочница, со контролирано дишење, да вдишуваат преку нос 3-4 секунди, да задржат 3-4 секунди, да издишат од 8 до 10 секунди што повеќе низ уста и да не мислат на ништо, им викам, сега тешко е тоа, ама им викам не мислете на ништо, исклучи се скроз, негде си на некоја плажа, легнат и не се замараш, исклучи се скроз. Тоа помага да го смириме, како што кажав, да удриме кочница малце, да се смири heart rate, пошто не можеш да спиеш квалитетно ако се уште си во тој fight or flight систем, така да тие работи ги користам за да им помогнам на тој начин да се подобрат. И плюс, нели, самата енергија на клупа, ако некој не игра, не му е баш интересно и да тепа тимот, реално таква е културата кај нас, не му е него интересно. Да. Ако нема он улога, и се тука гледам да му речам, чекај твојата шанса, ќе дојде, не се секирај, давај поддршка секогаш, биди тука за твоите соиграчи, кога ќе дојде твојата шанса, ти ќе го искористиш тоа и некој друг ќе биде тука за тебе. И самите тренери го гледаат тоа, нели, кога ќе видат дека е овој, види го, има енергија, дава енергија, поддршка дава. Битно е тоа, и некој кога ќе промаши 5 поред, ако ти му се муртиш и му речеш ајде извади го ја да влезам, ти уште толку ќе обутнеш него. Ако му даеш поддршка му речеш браво и следната ја даваш. Да. Тие работи ќе сменат многу и ќе не направат подобри во целина и така гледам да помогнам и на секоја клупа и на секој клуб и сето тоа. Колку е тешко бидејќи уште кај нас мислам дека еве и со Васко тоа разборавме, поготово тој некој психолошки аспект. Уште сме со некој поразличен менталитет овде и поготово голем дел од тренерите имаат малце поразлично видување на овие работи, кај што неретко и причината зашто на пример нема толку кондициони тренери, бидејќи главните тренери они ги прават тие кондиционерни тренери. Колку е тешко на пример да му го продадеш тоа што се вика и да го убедиш тренерот да ти остави автономност други работиш работите и да ти да одлучиш што му треба и на екипата сега и на индивидуалците, играчите во тој момент. Епа, тешко е
Прво е тешко за оние што се поискусни, постари тренери, зашто работеле по некој стар систем и сега тешко е нив да ги набедиш и да им речеш еј чекај ова ќе биде боле. Тоа е тешко апсолутно, ама како мислам дека со тек на време сакаат што помалку обврски да имаат. Да, и си вика и чекај овој ќе земе оваа обврска, дај да му дадам слобода. Некој не ти дава скрос одврзани раце, нели? Ама гледаат да си ги тргнат обврските што повеќе, кога си мисли он, имам човек за ова, супер. Сега тука нешто што доаѓа, он ќе ти одврза раце и ќе ти рече имам човек за тоа, ама колку може да му верува на тој човек и колку тој човек ќе биде одговорен. Разбираш? Тука ќе дојде главниот дел, зашто јас еве пример, јас имам моја теретана своја, нели, нешто кое е твое, ти си го чуваш специјално. Ама сум бил научен секогаш и кога сум бил, колку пати ме прашувале и за некои и за другите две места што сум работел таму, голем број од луѓето мислеле дека мое е местото. Затоа што сум се грижал за тоа, ме сваќаш, баш ако го правам тоа, знам дека и мене ќе ме подобри и понатака ќе ми створи навика да бидам таков цел живот за се. И сега и новите тренери што ги имам, гледам така да ги научам. Сега јас еве комфортно тука си седам со тебе си правам овето дека во мојата теретана има тренери, ама знам и сигурен сум дека се е во ред, затоа што спремни се луѓето на тоа да бидат одговорни за таа работа. Така да се доаѓа до одговорност, треба кај нас искрено тешко е да се најде одговорни луѓе што стварно можеш да им веруваш и верувам дека може да се работи тоа, секој може да го смени, да, од мали години е тоа, али може секој да го смени да го направи тоа. И се доаѓа до одговорноста. Ако имаш добра одговорност, му покажеш на главниот тренер дека си одговорен, дека си ги правиш сите тие обврски, он ќе ти даде одврзани раце и ќе се консултира со тебе дури и за помош за нешто и за сето тоа, ме сваќаш. Да. Анатоли, последните 4 прашања се наред, као у секоја епизода. Пукај. Која последен пат си плачал? Кога последен пат сум плачал, мислам дека последен пат кога бев да ја видам сестра ми, ја изненадив. Не знаеше дека ќе дојдам, во Шпанија живее како што спомнав, а плюс ми се роди внука, нејзина ќерка. И тогаш тоа пред неколку месеци беше, сега брзо беше реално. Која е најдобра инвестиција што тие имаш направено сам за себе и за твоето ментално здравје? Конкретно посветена на менталното здравје. Знаеш, може нема да звучи ова како многу добар одговор, ама јас се корелирам многу со музика. И музиката многу ми помага да бидам и среќен, позитивен и да бидам поефективен во својата работа. И како една добра инвестиција гледам за мене е кога некогаш си изјавам некои квалитетни слушалки. И тие слушалки сега, пример, поскапи ќе земам за да ми дадат поубав звук за музиката, која што музиката ќе ме прави да се осеќам поенергичен, со повеќе самодоверба и да завршам некоја обврска поефективно. Така да тоа би го гледал како некоја инвестиција, друго не специјално зашто некако сум одамна со многу јак ментален склоп, така не искрено, не знам како да кажам, таков сум едноставно и тоа. Да. Да можеш да се вратиш 10 години назад, што би си рекол сам на сега? Да правам поише грешки, да правам поише поголем ризик да земам, да правам грешки, да не се плашам од грешките и почесто да ги правам по-комфортно, да не се замарам, пошто се е тоа искуство и раст. Да. И последно, за крај, кој е твоето прашање за нашите, оние сега што не слушат, нашите слушатели или гледачи? Ајде го размислам ова, може да се запрашаме дали го сакаме местото каде што сме моментално. Као све вкупно и со самата работа и со своето тело и со своето здравје и се, да се запрашаме дали си среќен моментално каде си. И ако не си, ако осеќаш малку на даут, некаш сум таков, не ќе мич англизми, ама не си сигурен. Да. Ако не осеќаш и мала несигурност осеќаш, нека се направи сума сумарум на све, пошто еден живот живееме и треба да се посветиш да го правиш тоа што сакаш максимално и многу побаво ќе се осеќаш, така да апсолутно тоа би било дали сме среќни таму каде што сме и ако не сме, да не се плашите да направите промена.